Поречиси 3 недели учениците се вратија во клупите. Откако СОНК го стави штрајкот во мирување со цел да се најде решение по пат на медиација, денеска наставниците беа на своите работни места, а школските дворови повторно исполнети со џагор. Според првиот човек на СОНК, Јаким Неделков, наставата се одвива нормално и децата се прифатени во образовните установи. Вчерашниот протест на просветните работници пред просториите на СОНК, Неделков го оцена како жално и непријатно искуство. Вели, безпредметно било тоа што членството се жали дека не биле консултирани пред да биде донесена одлуката за помирување со медиатор. Сите наставници се на своите работни места. Колку има деца, толку се прифатени и се работи со тие деца. За квалитетот на наставата, одговорност носи повторно ќе кажам раководството на училиштето. Во секој случај е непријатно и жално е што наједуцираните, најобразованите луѓе во државата, без да ми се навреди некој друг синдикат, меѓутоа дозволуваат на некој начин да бидат, предпоставувам, изманипулирани или неинформирани. По таа причина сметам дека многу е полегитимно нивните барања, права, согласно статутот на СОНК да ги побараат во рамките на организацијата. Според правните застапници на СОНК, ставањето на штрајкот во мирување е законска обврска. Велат, со привременото стопирање на штрајкот не е целосно прекинат и апелираат наставниците да не потпаѓале на манипулации и шпекулации. Штрајкот не е прекинат, туку е само ставен во мирување за време трајање од 10 дена, кој рок е предвиден во член 18 став 2 во постапката за мирно решавање на колективниот спор. Согласно член 19 став 2 од законот, Министерството за труд и социјална политика назначи арбитар, кој е должен веднаш да започне со постапката за мирување. Сакаме да појасниме дека СОНК во конкретниот случај е должен да постапи и постапува во согласност со законот. Процесот на медиација започна денеска со првата воведна средба на ниво на работни групи помеѓу МОН и СОНК, а согласно законската одредба ќе трае и во наредните 9 дена. Диалогот се очекува да се интензивира по празниците, а преговорите продолжуваат онаму каде застанаа во понеделникот, кога владата понуди 12% покачување на платата. СОНК на маса ги става бараните 18,4% зголемување на плата, нов колективен договор и континуирано зголемување на платите за 2023 и 2024 година.